Почитувани гледачи на телевизија Мега, започнува најновото издание на емисијата Одблиску со. На самиот почеток би кажала вака: има актери и актери, но има и такви актери пред кои никој не останува рамнодушен. Јас морам да кажам дека навистина ми представува особена чест и задоволство што токму во денешното издание на емисијата Одблиску со моја и ваш денешен гостин е, би рекла, единствениот, уникатниот битолскиот актер Александар Копања. Здраво пред се и добре дојде во емисијата Одблиску со. Здраво, Ана, ти благодарам за прекрасната најава. Навистина прекрасно се чувствувам во вашето студио. За срдечното добре дојде, навистина чест и задоволство ми е да сум твој гостин и се радувам што ќе се дружиме со гледачите на ТВ Мега. Така, баш ми е мило и мене навистина, како што кажав и во самата најава ми представува чест и задоволство што си токму мој денешен гостин во нашето студио на телевизија Мега. Верувам дека навистина ќе имаме убав разговор со целете одблиску да те доловиме до сите наши гледачи. Може би има работи што ги знаат за тебе, но за сите оние дополнителни да известиме токму преку оваа емисија. Она со што би сакала да го започнеме денешното издание на емисијата Одблиску со е последната представа Грил Парцер во Секшоп во режија на Јован Ристовски, така, во која што главните актерски, односно актерските улоги во представата ги толкувавте вие и актерката Елена Моша. Ете, за жал, јас немав можност се уште да ја погледнам самата представа, се надевам дека така ќе имам можност да го направам во скоро време, но од моите блиски, од моите пријатели, колеги новинари што има можност да ја проследат, навистина била нешто одлично, што вреди да се погледне. Од една страна, би рекла, бидејќи ето од она најава што јас имав можност да ја слушнам на самата пресконференција пред премиерата на представата, навистина звучи нешто поразлично, нешто несекојдневно и би рекла нешто што фалеше да биде поставено на сцената на Народниот театар во Битола, бидејќи помина премиерата, неколку пати оваа представа беше изиграна на сцената во Битолскиот народен театар. Пред се, како си задоволен од тоа, како беше самата представа прифатена од страна на публиката? Така, ќе разговараме на конкретната тема и конкретно за жанрот, значи станува збор за психореализам, за психореалистичен театар, театар со кого што сакам јас да се занимавам, жанр, од кого што многу мои колеги бегаат, пошто е навистина најтежок, но некако се пронедов во тој правец, во тој психореалистичен жанр, каде што навистина чувствата, емоциите еден актер може најповеќе да ги искаже. Беше случајно најдов на текстот, јас ја работев најпосле крај монодрамата од Питер Турини во режија на Благој Мицевски 2010 година и тогаш ми беше првата средба со австрискиот драматург Питер Турини, кој што е еден од водечките драмски писатели во Централна Западна Европа, па и во светот, преведуван над 100 јазици, нели, поставуван во едни од водечките театарски сцени, нели, во Европа и во светот. И некако случајно во еден несврзан разговор со мојата драга колешка Елена Моше се договоривме да сработиме нешто заедно, да крунисаме едно наше долгогодишно пријателство од една страна и од една страна да сработиме, нели, да ми го предаде тоа неизино искуство кое што го има, таа се сложи и започнавме во потрага по текст, нели, што би можеле да го сработиме заедно. Јас сосема случајно најдов бугарска верзија од самиот текст, го преведов и го дадов на Моше, таа беше презадоволна од текстот и се договоривме дека тоа ќе биде. Ова се случуваше некаде 2011 година, значи поодамна е самата идеја. Така, зошто те беа потребни толку години за конечно оваа представа да ја види светлината на денот во Битолскиот театар? Јас мислам дека лежи тоа. Тајната лежи во тоа што, мојот професионален статус не беше разрешен, на Јован професионалниот статус не беше разрешен. И некако сето тоа кога се деши, некои работи треба и да одлежат, да одстојат, да созреат. И мислам многу е убаво што сега се случи. Од проста причина што и Јован како режисер имаше доста долго време да размисли за текстот, да свати што всушност сака.
а и ние како актери да се пронајдеме во сето тоа што се работи. Сепак ќе повтораме многу тежок жанр, многу тежок правец во театарот, меѓутоа јас сум од оние актери кои што навистина сакам да се вдлабнам во најдлабоките длабочини на емоциите, на чувствата, и кога ќе ги извадам тие чувства и емоции, навистина безрезервно да допрат до самата публика, и можеби од таа проста причина реакциите се такви какви што се, и навистина сум очекувано до некаде, но навистина многу убаво што еве и вчера го разговаравме тоа, нели, за денот на театарот. Еден актер е благословен кога има точно ваква публика како што е битолската публика, која што точно знае каков театар сака, точно знае кого сака и што сака да гледа. Така, бидејќи неколку пати ги спомна токму чувствата, токму самите емоции во оваа професија, што би рекла дека на еден начин се нели и како главен двигател во актерската професија. Како се справуваш ти со самите чувства, со самите емоциите кои што нели треба да ги пренесеш преку самата театарска представа, со оглед се разбира нели на самото секојдневие во кое што ние живееме? Така. Познато е кај актерите дека амплитудата на нивното расположение оди угоре удолу, точно баш заради тие чувства и емоции кои што се главниот фокус во самата професија. Не за мене ми се допадна еден муабет, мислам, тоа е една реплика, иако самиот говор не ми се допадна, пошто имаше политичка конотација, на Мерил Стрип од последната доделување, нели, на Златните глобуси. Имаше една многу убава, го заврши така разговорот со зборовите на покојната Кери Фишер, нели, take your broken heart and make it into art. Значи, замисли го скршеното срце и претвори го во уметност. Мислам дека тоа е точно. Мислам дека, барем за мене, кога станува збор за мене, секогаш си го земам срцето и си го кршам на парчиња и излегувам на сцена. Така се случи со мојата дипломска представа Арт, каде што играв улогата на Иван. Значи, имаше една приватна, лична, емотивна војна и одма на сцена. За најпосле крај монодрамата може и најповеќе ја имав таа емотивна војна и веднаш потоа е на сцена. За Без паника, тогаш се разрешуваше мојот професионален статус, моето вработување, повторна емотивна војна, пак на сцена. И сега за Грилпарцери некако убаво беше тоа што отидов 10 дена во Бугарија, се сретнав со мојата драга професорка Мирослава Кортенска, која што е една од водечките бугарски театарски критичарки, и баш во еден несврзан разговор вака ја прашав, викам, професорке, точно таа реплика, замисли го скршеното срце и претвори го во уметност. Постојано го кршам кога имам главни роли, кога играм. Веќе влегувам во возраст кога не можам да го издржувам сето тоа. И таа ми одговори многу убаво, многу професионално и многу стручно, ми вика: Сашо, не може да ти се случат работите ако не си го скршиш срцето. Нема да бидиш, нема да ги извадиш тие потребни емоции кои што ги бара една дадена улога ако не го направиш тоа. И тоа навистина е така. Можеби на моменти ме фаќа паника, пошто живи здрави од септември ќе играм нова главна улога. И нели ќе треба повторно да си го кршам срцето, но кога станува збор за театар и за сцената нормално и за нова улога, за нов предизвик, воопшто не жалам, пошто од една проста причина самиот катарзис, самиот оргазам, самото спокојство, мирот кој што го имам после завршената задача која што се бара од мене е нешто кое што ниту едно земско човечко суштество не може да ми го даде, и од проста причина заради тоа и си ја сакам професијата и сум 99,9% ако не и 100 целосно оддаден на самиот театар, на самата професионална определба која што сум ја избрал. Така, се познава нели сето тоа чувство, сета таа емоција која што ти ја пренесуваш преку секоја твоја актерска улога, односно се познава дека се вложуваш 100%, би рекла може би даваш и повеќе од 100% во секоја актерска улога да биде на начин како што ти ја доживуваш, и има голем впечаток кај публиката која што е присутна на самите представи, кога те гледа како го одигруваш сето тоа, и како што кажав нели во самата најава, има актери, но има актери кои што никого не го оставаат рамнодушен.
токму ти си таков и затоа кажав дека си навистина еден единствен и уникатен актер. Тоа е и најповеќе заради публиката. Денешната публика, значи, не е глупава. Денешната публика е паметна и интелигентна. И не станува збор само за коефициент на интелигенција воопшто генерално, туку да е жив и здрав интернетот. Так. Значи, одма на Google Search можеш да побараш и да видиш кој е Питер Турини, зашто станува збор во Грил Парцер. Значи, публиката доаѓа претходно подготвена, што ќе гледа, не е, например, како пред 20 години, кога немаше интернет и кога, нели, на послужавник требаше да му се носи на публиката она што го играш. Или, например, имаше, например, такви режисери кои што одеа по светот, гледаа представи и ги прекопирваја и имаја така наречен определен успех. Сега не е така. Сега на оваа публика навистина треба да 100% да си внесен внатре во самата ситуација, во дадената ситуација, како што вели Станиславски, нели, јас во дадената ситуација. И ако не си 100% внатре, самата публика го чувствува тоа и нормално. Или ќе те награди, или ќе остани равнодушна. Јас како актер се трудам максимално тие 100 денари кои што ги има издвоено еден гледач од публиката, да ги оправдам и да ги заработам, нели, во секој случај. И многу ми е мило кога самата, конкретно битолската публика не се штеди. Задоволен сум и среќен сум што веќе луѓето ме препознаваат и не се штеда да ги кажуваат своите впечатоци после гледана представа, конкретно главна улога која ќе играм. И тоа е најголемата награда за еден актер и најголемата сатисфакција, и со тоа сваќаш дека си на вистинскиот пат. На вистинскиот пат да истражуваш и да трагаш и личните граници понатаму да ги поместуваш се повеќе и повеќе. Така, и се согласувам потполно со тебе дека, нели, тој самиот фидбек од страна на публиката и сета таа поддршка и пофални зборови, или можеби од друга страна некогаш критики кои што ви ги даваат, се навистина најдоброто чувство за вас како актери, односно најголем доказ за сето тоа што сте го сработиле. Не случајно сте мој гостин во овој период, односно во оваа 2017 година, бидејќи се навршува 20 години од вашата прва представа, но од друга страна се навршуваат 10 години токму од дипломирањето. Би сакала пред се да ви честитам, дај Боже, уште многу успеси да имате понатаму во животот. Она со што би сакала да го продолжиме нашиот разговор, на некој начин ќе направиме некоја си ретроспектива од вашите почетоци, па за тоа како се развиваше вашата професионална кариера. Кога се роди пред се вашата љубов токму кон актерската уметност? Дали тоа можеби беше желба уште од мали нозе или фантазиравте за нешто друго? Каква беше вашата приказна? Па од кога знам за себе беше желба. Некаде тајната се крие од тоа што моите родители долго ме чекаа, некаде од околу 8 години, значи после 8 години брак се родив. И некако мајка ми, татко ми и родителите на мајка ми, баба ми, дедо ми од на мајка ми страната, нели, бев центар на светот, нели, едно разгалено дете кое што, нели, како што растев понатаму, гледав дека сето тоа, градинка дури бев, нели, 8 март, 29 ноември, нели, сите приредби кои што се случува, јас не кажував една песничка, јас мораше да кажам две песнички. Се сеќавам на првата представа која што ја гледав во Народниот театар Битола, тоа беше 1981 година, Джинот Фалбаџија. Во главните улоги беа Сонја Здравкова, сега Ошавкова, мојата драга колешка, и покојниот Илко Стефановски. Некако ми се направи една магија, го видов тоа платно, со еден рефлектор, па излезе еден джин огромен. И самото чувство дека е тоа сцена и ти дека треба да седиш и да гледаш и дека целото внимание е насочено кај тебе, кон тебе и врз тебе, нешто што навистина како мал ми разбуди една желба дека би можело со тоа да се занимавам понатаму. Но дете како дете, нели, подоцна и во основно училиште по македонски јазик, нели, се истакнував, пишував многу поезија, освојував награди по литературни конкурси. Моите писмени по македонски беа први читани секогаш со петки.
и така натаму, се до моментот до средно училиште, кога моите почетоци всушност беа со драмската аматерска група при клубот на писатели Стале Попов од Битола, за подоцна да преминат со драмската аматерска група Анима при гимназијата Јосип Броз Тито, горната гимназија Јосип Броз Тито, под менторство на професорката Даниела Петровска. Од таа драмска аматерска група Анима излеговме доста колеги кои што и денес се занимаваме со театар, како што е Иван Јерчич, Дејан Дамјановски, Мартин Кочовски и така натаму. Ќе не можам да ги набројам сите, нели? Стигнуваме до период до 1997 година, еве точно 20 години од мојот прв професионален ангажман, Робин, слугата на Фалстаф во Веселите жени од Винзор, од Вилијам Шекспир во режија на професорот Љубиша Ѓоргиевски. Како се сеќаваш на таа? Многу убаво, пошто по возрастната генерација веќе целиот ансамбл играше. Таа представа се задржа околу 2-3 сезони, се играше на голема сцена, беше полна, секогаш полна, дури публиката седеше по скалите надолу. Навистина прекрасно искуство. Ми беше партнер покојниот Илко Стефановски, значи тој го играше Фалстаф и му бев негов слуга, Робин слугата. Прекрасни впечатоци, нели нормално чести привилегија да работиш со професор со име како што е Љубиша Ѓоргиевски, нормално искуството што го стекнав тогаш, нели како непрофесионален актер, беше огромно и големо и некако се запечати тоа за да продолжам, да инсистирам за да се запишам на факултет. Турбулентен период со мојот приемен испит, нели, сум примен на 6-ти пат. 2003 година во класата на професор Чавдар Крстев и асистент Росен Пенчев, него Западен универзитет Неофит Рилски во Благоевград, Република Бугарија. Прекрасен период, 4 години од 2003 до 2007. Навистина сум презадоволен од обучувањето таму, од колегите таму. Дипломирав со времена француска драматургија, Јасмина Реза, Арт, каде што ја играв улогата на Иван, представа која што беше изиграна и во Народниот театар Битола на 18-19 април 2007 година. Преубавив, ете така почна тој психореализам. Всушност со самото моје дипломирање, јас веќе некако се определив за кој жанр во театарот, кој правец во театарот сакам да го разработувам и сум пресреќен заради тоа. Точно сега и заради тоа бев во Бугарија, со колегите се организираме, некаде во јуни месец ќе биде таа прослава од 10 години од дипломирањето. И сето понатаму е историја, нели, повторно еден турбулентен период, едни 7-8 години до моето конечно вработување. Така, пред да продолжиме токму со тој период, што следуваше после дипломирањето во Бугарија, оно што ме интересира, колку во тие години, нели дури беше средно и кога се реши дека сакаш да се занимаваш токму со оваа професија, да бидеш актер и да го продолжиш твоето високо образование на факултетот за драмски уметности во Бугарија, колку ја имаше поддршката од твоите блиски, бидејќи нели сепак самата поддршка е она нешто што е најбитно? Па немав многу. Немав ни од дома, немав ни од театар. Секоја чест не исклучоците нормално. Но некаде после прва година, особено после дипломската представа, веќе мајка ми некако веќе започна, брат ми секако веќе и пораснат, беше пораснат. И веќе ја добив она 100% поддршка, семејна поддршка која му е потребна на еден човек, без разлика со каква професија се занимава и несомнено тие ми се, мајка ми, брат ми се моите две творечки музи, нели, кои што се главниот двигател за она што сум денес, нели, понатаму кој што ќе го работам во однос на мојата професионална определба и во однос на кога станува збор за театар, додека пак во театарот немав голема поддршка, не наидував на голема поддршка, дури имав и огромни препреки, но секоја чест на исклучоците, знаеш, Ана, јас сум таков човек,
кој што не се обзрнувам во гнев во никаков случај, знам да простам, христијански е да простиш. Особено од проста причина што Господ Златен, фала Богу, е на моја страна, нели јас успеав во тоа што го сакам. И создадов една армија, огромна армија на луѓе, нели цела среќа и фала Богу што самата моја професија како и твојата нели е од јавен карактер и судот последниот збор го има публиката, нели во хиерархијата во еден театар, нели пирамидата е актерот, нели без еден актер нема представа и на исто ниво е публиката, без публика нема представа. Така да сум спокоен од проста причина што тој четвртиот зид, стручно кажано, нели публиката е на моја страна и сум пресреќен што наидувам на таква огромна поддршка и нормално тоа ми значи. И секогаш има луѓе кои што ќе бидат за и против. Но се трудам секогаш тие што ќе бидат за да се на моја страна и сум среќен и успем во тоа, фала Богу. Така, навистина си имал тежок и трнив пат. Од една страна, како што кажа, немаше поддршката на самите почетоци и од твоите блиски, но од друга страна и од театарот, со исклучок нели на исклучоците. Но ете, си успеал во сето тоа, твојата љубов ја претвори во реалност, во професионална работа и навистина сме среќни што ти имаме денеска тука, што си дел од Битолскиот народен театар, се разбира, да уживаме во сето она што ти го пренесуваш на самата сцена, на штиците што живот значат. Сега да продолжиме таму каде што застанавме. Што следуваше после дипломирањето? Така, после дипломирањето имав еден голем турбулентен период, нели со самото враќање. Би го издвоил таа лична војна за која што зборувавме. И некако мојот драг колега Иван Јерчич од Битолскиот театар ми го предложи текстот на Питер Турини, нели, најпосле крај, монодрамата. Сосем случајно, воопшто не планирав дека на толку рана возраст, нели имав 33 тогаш, нели Христова возраст, нели кога период кога се раскрстуваш со некакви работи. Многу тешко, без театарски багаж, нели без големо театарско искуство зад мене, се решив за една многу сложена материја како што е монодрама. Но благодарение на Благој Мицевски, кој што ми е и денес кој што сме и денес чести соработници нели во театарот, кој што е уметнички директор нели на Битолски театар, и со огромна поддршка негова, успеавме да направиме една многу интересна представа. Представа која што се задржа една сезона во Народниот театар Битола, но представа која што прошета многу во регионот конкретно. Премногу сум среќен дека тука со монодрамата најпосле крај ја добив и првата професионална награда на фестивалот на интернационалниот фестивал на монодрами Моноакт во Косово. Ја добив специјалната награда од жирито. Ја издвојувам изведбата во Младинскиот театар Николај Бинев на Панеир на младите фестивалот ревијален карактер, каде што бугарското театарско списание Лик ја вброи монодрамата најпосле крај во најдобрите 3 евенти кои што ја одбележаа театарската есен во Софија во 2011 година. Навистина представа која што ме одбележа, представа која што и ден денес ми е драга, 4 години веќе не ја играм, но ми е недораскажана приказна. Сепак станува збор за монодрама и за личен репертуар, мој личен репертуар, и ништо чудно да ја возобновам еден ден, бидејќи навистина имам да кажам многу и понатаму со самата представа, живи здрави, можно е и тоа да се случи. И следуваше исто така долг временски период каде што чекав за субјективни и објективни причини, нели?
Тоа се случи подоцна без паника. Представата која што еве 3 години веќе е на репертоарот на Битолските, повторно во режија на Благој Мицевски. 3 години е веќе на таковниот репертоар на Битолски театар, каде што ја играме со особен успех. Веќе имаме 72 представи, секогаш полни, битолската публика е редовна на Без паника. И каде што сме први победници на првиот интернационален фестивал Гола месечиња, организиран од Театар Комедија, Министерството за култура и Општина Аеродром во Скопје. И како што гледаш и самата, веќе на самата институција каде што конкурирав да бидам вработен, јас веќе имав донесено 2 награди. Так. И веќе немаше каде. Веќе нема само од себе некако се реши тој мој професионален статус за веќе од 27 декември 2014 да бидам веќе вработен актер, нели, на неопределено работно време во Битолскиот театар. И веќе полека, но сигурно започнав да играм помали, поголеми улоги со различни режисери. Минатата година одиграв една исто така многу интересна главна улога, Петија Перов во Елка Иванови од Александар Ваведенски, една прекрасна соработка со мојата драга колешка Звезда Ангеловска. Подоцна следуваше исто така една помала улога, каде што големината на вистина не е важна, со режисерот од гостинот од Русија Александар Баргман во Бар Ремарк, на вистина едно прекрасно искуство. Следуваше, нели, сега втора веќе главна улога во Битолскиот народен театар, Грил Парцер во Секс Шоп, и се надевам дека Господ Златен ќе има толк живот самата представа и публиката на вистина ќе биде задоволна. Така, дај Боже да биде така. Од сите овие представи што ги спомнавме, дали можеби имаш набројан неколку подраги, позначајни кои што ти се пред се улоги, но дали имаш некоја посебна која што можеш да ја издвоиш или секоја си е посебна на свој начин? Секој си е своја приказна за себе. Не можеш, неблагодарно е во секој случај. Глупаво е да спомниш само една или пак глупаво е да речиш сите. Так. Но она што во овие 10 години еве ме одбележало сепак е Арт од Јасмина Реза, значи улогата на Иван. Најпосле крај сепак монодрама си е монодрама. Непознатиот маж, нели, во најпосле крај од Питер Турини. Без паника. Тоа е современа финска драматургија, авторот Мика Мулоаху, во режија на Благој Мицевски, нели, и последната Грил Парцер. Секогаш последното некако ти е најпресно и најударно. Во Грил Парцер, например, мажот во Грил Парцер, некако се опуштив и си мислев, ете, тој е продавач, а сака театар. Јас сум бил продавач, нели, ке мајка ми во штандот, сум сонувал за театар. Тој работел како суфлер во Бург театарот, јас во Битолски театар. И некако многу допирни точки. Мојата драга колешка Елена може тоа ми го кажа, ми вика, копања многу ретко се случува во кариерата, во работниот век на еден актер, работите да се поклопат едно на едно. Тебе ти се случува сега и просто уживај. Навистина се случија, се поклопија работите едно на едно, точно со улогата на мажот во Грил Парцер. И мислам дека ќе биде лесно до некаде средината на самиот процес, кога видов дека навистина е премногу тешко и дека тој човек ќе треба да го дистанцирам од мене, дека ќе треба да направам една дистанца. Но убавото во тоа е драматуршки поклопувањето со мене што ја пренесувам таа тага и болка и дефиницијата како треба да се сака театарот во конкретниот случај или како треба да се сака самата професија. И тоа навистина ми беше инспиративно и навистина уживав додека ја работев и многу сум среќен за тој фидбек што го споменавме сега, што навистина публиката одлично ја прифаќа представата и одлично реагира на сето тоа. Така, значи навистина вреди повторно ќе речем уште еднаш да се погледне оваа представа за сите оние што не биле. Ете една јавна покана, нели се разбира да присуствуваат токму да ја погледнат представата Грил Парцер во Секс Шоп. Она што исто така ме интересира, која е онаа представа или актерски лик кој што ти е желба, кој што сакаш да го толкуваш во догледно време, ете што сакаш да ти се случи?
Истиот овој разговор го имав со еден мој драг колега Гаро Ашикјан, еден од водечките бугарски театарски режисери. Разговаравме за неколку текстови. Би сакал да продолжам да се занимавам со психореализам, со современи автори, автори кои што не се поставувани или се ретко поставувани. Од една страна, од друга страна, сакам и покласични, нормално дела, кои што, би го издвоил портретот на Дориан Греј, или Калигула од Албер Ками, или, да речеме, Мефистофел во Фауст. Значи, има Леоне Глемба и Господа Глембаеви, имам така, неколку желби кои што, во следниот период живи здрави, Господ здравие, кои што би сакал да ги одиграм, но би сакал да се задржам на она што можеби најповеќе може да ги извади тие чувства и емоции, да ја изфилтрира и канализира таа позитивна, негативна енергија која што ја поседувам како човек и како актер, а тоа е современа драматургија. Мислам дека, за жал, во Македонија многу малку се преведуваат современите автори. Веќе сега станува проблеми со авторските права. Морам да напоменам дека Грил Бацер во Секс Шоп веќе е со регулирани авторски права. Значи, тоа станува проблем кој што не е ни проблем, тоа е практика насекаде низ Европа и во светот, но би сакал да се задржам на таа современа драматургија, на тие современи автори, современи текстови. Мислам дека самата публика и битолската публика и воопшто генерално публиката е желна да види вистински човечки судбини, вистински таги и болки, вистински среќи и радости. И мислам дека тоа е она што навистина ме провоцира како актер, ме провоцира како човек. И мислам дека ќе наидувам и истражувам, барам такви автори и сакам такви автори. Секако и нормално и македонски автори, драматурзи, и имаме и вработени драматурзи во битолски театар. И би сакал да соработуваме со млади автори, исто така и од Македонија, и од регионот, и од Балканот, но сакам да се задржам на таа современа театарска драматургија во секој случај. Така, се согласувам потполно со тебе, Сува, дека публиката е желна токму за оние секојдневни проблеми, за сето она што во секојдневието нас ни се случува, и ќе ти посакам сето она што го имаш замислено ти актерски улоги во догледно време што поскоро да ти се случат. Кажи ми, дали пред самата представа, пред секоја представа имаш некој посебен ритуал и дали можеби владе она позитивна трема кај тебе? Па секогаш владе таа позитивна трема, некако јас најповеќе веќе кога треба, веќе пред да започне представата, одвај чекам да се пушти тоа, да се исклучат мобилните телефони, веќе да излезам на сцена, веќе да започнам. Тоа повеќе од возбуда отколку некаква трема или позитивна трема, но најповеќе сум вознемирен, растревожен на првиот прогон. Тогаш се пореметувам, тогаш нешто се собирам, нели? И најповеќе забележки режисерите ми прават на првиот прогон, веќе кога ќе се пушти пред да дојдат генералните проби. Но имаше еден колега мој кој што ми рече подобро е да дрвото да е разгрането и да го искастриш, да го исечиш, да го обликуваш, отколку не дај Боже да е суво, па да го китиш и да го редиш. И од проста причина и заради тоа најповеќе ми е забавно така да правам, да некако народски кажано да се испукам на тој некаков прв прогон, за подоцна да си легнат постепено работите и да си дојдат. Претежно ритуал немам, некој специјален кој што го правам, освен тие загревања говорни, претежно артикулациони кои што сме ги правеле вежби по сценски говор на факултет. Самата концентрација сама од себе доаѓа.
во текот на целиот процес некако самиот си се навиваш, си се подесуваш внатрешно психички за да можеш да влезеш, нели, во концентрација и за да ја следиш играта и да го направиш она како што се бара од тебе. Но има еден посебен момент, еве на пример во тие неколку представи што ги издвоивме, што ти ги набројав, еве посебно во Грилпарцер последната, кога и тоа е за мене дефиницијата за театар, и баш заради тоа се сакам да се занимавам и се занимавам со театар. Емотивниот момент кога ќе настапи мртва тишина, кога имаш 100 луѓе во публика, кога му го чувствуваш присуството, кога му го чувствуваш дишењето, а е мртва тишина и се сите заедно со тебе. Тоа е едно посебно чувство и еден посебен двигател кој што навистина би му го посакал на секој еден колега. Сега би сакала малку да ја оставиме професионалната работа настрана, бидејќи целта е што поблиску да те доловиме до сите наши гледачи. Освен љубовта кон театарската уметност, што е она што најмногу го сакаш во животот? Ете, што е она што најмногу те прави среќен? Да го ставиме актерството настрана. Па, семејството пред се на прво место, нели? Како што кажав, мајка ми, брат ми се моите творечки музи и се врти околу нив приватно, но секако и моите пријатели. Без пријателите, нели, еден човек е ништо. И јас сум пресреќен што со моите 40, за 2 месеци, 41 година, сум пресреќен што имам прекрасни пријатели. Јас ти кажав претходно кога ми кажа дека ќе полнеш 41 година, дека би ти дала 30 години, на вистина изгледаш младолико. Благодарам. Внатрешно е. Мислам дека и тоа баш најмногу влијае во секој случај. Влијаат пријателите, позитивната енергија, значи живееме во едно турбулентно време, не само во Битола, не само во Македонија, не само во регионот и глобално. Понекогаш сум разочаран, еве конкретно, пошто сум локал патриот, нели си го сакам градот, разочаран сум како, например, нови млади генерации, секоја чест на исклучоци, нели, како основна елементарна култура немаат. Се ужаснувам кога некој ќе фрли отпушок на улица, или книдже, ливче кога ќе фрли на улица, или сенки кога гледам сончоглед на улица. Се ужаснувам од млади генерации кога немаат основна елементарна култура од едно добар ден, повелете, благодарам, те сакам, тоа е веќе многу, тоа е веќе луксус. Но секоја чест на исклучоците. Познавам многу млади луѓе, еве, тебе примерно, и уште неколку кои што навистина, колку и да се разочарувам, на моменти сум и среќен дека сепак има надеж. И сепак сум верувам и сум сигурен дека ќе се сменат работите на подобро. Пријателите се тие кои што останатото време ме преокупираат во позитивна конотација кажано. Ме преокупираат и мене самиот, а и јас нив. Сакам позитивни луѓе околу мене, сакам позитивни луѓе кои што знаат да ме насмеат, знаат да ме расположат, знаат да ме сакаат и да ги сакам. И мислам дека е таа пријателска љубов ми е многу битна во животот и многу важна во животот. И цело време се трудам луѓето кои што се блиску до мене да ги задржам, луѓето кои што се блиску до мене да постојано да ја чувствуваат таа љубов која што ја имам за нив. И фала Богу што, не знам, може би 5, може би 10, може би се многу малку на бројка, но сум се вистински, многу сум среќен што било кој погрешен човек, погрешни луѓе да ме нападнат, се секогаш тие вистинските пријатели како ангард, нели, како штит, до мене тие се знаат кои се, и сум многу среќен што моето слободно време е секогаш посветено за нив.
Така, во ова денешно време во кое што живееме, навистина се ретки таквите луѓе, токму како што кажа, а ти си токму една таква личност, баре мене таков впечаток ми имаш оставено, ете јавно ќе го кажам тоа, ми се допаѓа пред се таа отвореност, што ја имаш, но од друга страна ми се допаѓа позитивната енергија која што ја пренесуваш до сите. Навистина си посебен и остани таков, ќе ти го посакам тоа од срце. Бидејќи полека дојдовме до крајот на денешното издание на емисијата Од блиску со, само ќе ти се заблагодарам од срце што беше мој денешен гостин, ете што имавме можност одблиску да те доловиме до сите наши гледачи, да поразговараме и за некои други работи, можеби некои што не им биле познати. До сега навистина ми беше чест и задоволство и ти благодарам уште еднаш за издвоеното време. Јас сакам да ти се заблагодарам и ти да продолжиш таква каква што си, да се развиваш и да работиш. Навистина емисијата ти е прекрасна. Секогаш кога имам време ја гледам, иако многу малку гледам телевизија во последно време, морам да признам, но еве неколку работи се издвојуваат и навистина вредат да се погледнат. Ти посакувам многу успех и во работата, и приватно, на приватно поле. Задоволството беше исцело мое денес што бев твој гостин и се разбира поздрав до гледачите на телевизија Мега и уште еднаш да ги поканам не само на Грил Бар Серво Секс Шоп, туку на сите представи на тековниот репертоар да дојдат и да ги погледнат, пошто навистина секоја е приказна за себе и секоја има свој квалитет и своја вредност. Ти благодарам уште еднаш. Се согласувам потполно со тебе, ти благодарам уште еднаш. Почитувани, ние дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Јас верувам дека и со мојот денешен гостин успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Она што би сакала да го соопштам на самиот крај, уствари како една порака, наместо утре да дадете 100 денари за да го испиете вашето кафе на широк сокак, дадете ги тие 100 денари за да погледнете некоја представа која што е дел од репертоарот на Битолскиот народен театар. Ви благодарам уште еднаш на вниманието со кое што не следевте и секако останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување.